Колешка Дамчевска, ја водиме оваа расправа со денови, и тоа во денови кога во Република Македонија се распишани избори. А изборниот законник, кој што го донесовме ние овде во Собранието на Република Македонија, вели дека тоа не смее да се случува. Затоа и јас ќе го прочитам повторно членот 8а, ставот 1, односно алинеја 4. Од денот на донесување на одлуката за распишување на избори до завршувањето на изборот на председател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на влада на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесување на одлука за распишување на избори, па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирање на Советот на општините и градот Скопје, не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции за започнати постапки, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. Ова што ние овде го правиме не е ни итно ни неодложно, во држава се случуваат многу поитни и понеодложни работи. Од друга страна не е спорно дека Марко Зврлевски ќе биде разрешен од функцијата јавен обвинител, ама спорно е што парламентарното мнозинство никако не дозволува ниту една од предложените точки, од предложените закони од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата да дојде на дневен ред. Една од тие точки е и предлог законот за избор на јавен обвинител. Неставањето на оваа точка да се дискутира по неа уште еднаш се покажува и иди до израз лажното лице на Социјалдемократскиот сојуз. Имено во предизборието Заев и луѓе од раководството на Социјалдемократскиот сојуз во трибини кои што ги одржуваа, а ги гледавме сите по медиумите, јавно говореа дека тие се многу транспарентни и дека кога ќе дојдат на власт веднаш ќе предложат закон со кој што јавниот обвинител би се избирал на предлог на опозицијата. Бидејќи таков закон од страна на парламентарното мнозинство се уште немаме добиено, ваквиот закон го предложија ВМРО ДПМН и коалицијата, меѓутоа овој закон никако да дојде на ред да се говори во однос на него. Овде би сакала да споменам дека покрај ова ние во законот предлагаме јавниот обвинител да се избира на предлог на 2/3 пратеници, односно со поддршка на двотретинско мнозинство во Собранието на Република Македонија, што значи со сите политички чинители во парламентот. Почитувани колеги, почитувана јавност, толку од транспарентноста веќе 3 месеци, толку од почитувањето на законите во Република Македонија, кои што прво ги крши владата на Република Македонија, а како да очекуваме да ги почитуваат другите.